Добро вечер на сите. Имам едно мала процедурално објаснување. Значи, ова каснење на програмава денеска и толку ја колку што каснам е ништо. Air Србија касни 17 пати поише. Така да оптимизам малца не е проблем ова каснење. И уште едно ветување кое што го направив сега на Твитер, ќе завршам пред да почне утакмицата на полноќ, ова Англија и Италија. Денеска ќе зборувам за една тема која што ми се вртеше низ глава изминатите 3-4 месеци. Никогаш до сега не сум ја зборувал. Сакав да ја зборувам на еден настан што требаше да се случи регионален настан, меѓутоа тој се откажа. Па некако кога ми спомна момците од МОВ дали би бил заинтересиран нешто да зборувам, онака одма ми легна, свикам ајде оваа тема ќе ја зборувам. Визуелна комуникација во реално време. Оние кои што очекуваат дека ќе зборувам за дизајн, малце ќе ги разочарам, иако пред некои 10-12 години се водев како дизајнер, работев ДТП, сепак нема да биде класичен дизајн, меѓутоа ќе биде нешто многу блиску до тоа. Ќе биде многу повеќе маркетинг во реално време и неколку искуства наши. Да. Значи, како и што започнуваат нели поискусните предавачи, го слушав Милчин преска, да почнеме со дефиниции. Јас најдов неколку дефиниции за маркетинг во реално време, затоа што визуализација во реално време всушност е тесно поврзана со маркетингот во реално време. Не се обидов да ги преведам дефинициите, значи ова е најдолгата дефиниција. И клучните зборови тука ви се нели based on up-to-date events, без план, само екзекуција, со тоа што бара многу повеќе подготовка. И уште еден момент е дека се поврзани со трендови и со immediate feedback from customers. Значи тие се некои клучни зборови и сега за да не се трудите да го читате ова цело, е ви пократка дефиниција на исто во ова. Значи горе-долу стратегија, брза реакција, настани или поводи. Arguably most relevant marketing tool today. И уште една најкратка верзија, која што нормално најмалку кажувам, а е најлесна за памтење. Real-time marketing, персонализирана содржина која што се креира врз основа на комуникација со клиенти. И сега мислам дека нема потреба да објаснувам дека денеска во времето на социјални медиуми, нови медиуми, Facebook, колку милиони корисници, бла бла бла, дека е тоа сега многу битно, дека луѓето имаат променето начин на комуницирање. Јас претпоставувам дека тоа горе-доле веќе сите го искусуваме, ако не од едната, од другата страна. Така да ќе го скокнам тој воведен муабет и во интерес на тоа дека треба да ја скратам презентацијата, пошто имам нели почити кон луѓето што после мене треба да зборуваат. Една малку така интересна статистика, ова истражување направено во 2013 година, каде што на некој глобален семпл, односно примерок од маркетинг луѓе, им поставувале прашања во врска со real-time маркетинг, односно маркетингот во реално време. 1/3 од нив за 2014 сметале дека ова ќе биде исклучително важна активност. И како што може да се забележи за одреден број на настани кои што глобално се случуваат, нели глобално важни настани во теков на оваа година, тоа на вистина е така. Значи имате цели стратегии каде што компаниите комплетно го менуваат своето работење за да можат да одговорат на потребите на промоција во рамки на, да речеме, Оскари, Кан или било каков некој финале на Супербол или некој друг таков настан. Кои се предностите на овој тип на маркетинг? Малце може ќе звучи комплетно комерцијално у смисол на све од аспект на брендови, меѓутоа апсолутно истите правила важат и кога станува збор за организација или за било каква друга активна комуникација, особено на интернет. Значи имате момент на изненадување и воодушевување. Никој не го очекува или најмалку го очекува, сега веќе ние што знаеме дека тоа се стандардни пракси, може и да нели следиме само да видиме кој колку добро ќе го направи, меѓутоа факт е дека никој не го очекува и кога одеднаш нели ќе ви пуштат некаква порака, вие сте во реално време, додека нешто се случува или многу брзо од кога ќе се случи, во суштина сте онака малку повозбудено го примате, пошто во теорија знаеме колку треба во позадина тоа подготовка за да се случи. Вистинската порака во вистинско време и на вистинско место. Значи, трендот на втор екран па и трет екран веќе не е тренд, туку е реалност. Сите ние следиме
телевизија, шоу, што и да е со најмалку уште еден екран во себе, во рака. Дали тоа таблет или телефон, се едно, меѓутоа директно сме на Facebook, на Twitter, коментираме, следиме анализи или отвараме, не знам, еве сега светско првенство во фудбал е актуелна работа. Колку умина од вас или луѓе во ваша околина имаат отворено апликација кај што во живо се следат статистиките од мечот и додека оди, не знам, самиот меч, вие следите кој колку шутеви имал, реализација и така натаму. Знам дека тоа е нормална работа. Јас пошто не сум фудбал фан толку голем, за кошарка го правам тоа истото. И нормално на тој начин брендот или организацијата ја ставате во позиција да се вклучи во релевантен момент, во релевантно време. Со тоа што нели ако не се наметнувате по секоја цена да вие доминирате во таа конверзација, во таа комуникација со својата активност, тогаш ја зголемувате својата релевантност. А ако се вратиме на дефиницијата дека всушност комуницирате со директниот потрошувач, со персонализирана порака, тогаш и може да, значи многу често се случува така, тогаш може и комплетно да ставиме онака чекирано дека не се наметнуваме во конверзацијата. Ако успееме да водиме во таа конверзација како бренд или како организација, тогаш сме само во поповолна ситуација. Има некои примери каде што ќе покажам подоцна некои баш вакви ситуации. Сега, real time, реално време, брз интернет, многу работи може да тргнат и наопаку. Предизвиците се тука пред се во стратегијата и во анализата на пазарот. Значи, не може вие да направите кампања во реално време ако дојдете во реално време и тогаш почнете да импровизирате. Апсолутно е онака, сведено на минимум веројатноста дека ќе успеете да го уденете тоа што сакате да го постигнете, тоа што сакате да го постигнете. После 9 малце понеформално почнам да зборувам. Така да, подготовката и анализата на пазарот се клучни елементи. Тука ќе ви спомнам после по неколку примери кои што ние сме ги работеле. Апсолутно мора да размислите на 100 различни сценарија, на 100 различни моменти. Па што ако се случи ова, па што ако се случи она, па што ако и тука позитивните сценарија се лесниот дел. Негативните сценарија или сценаријата кај што вие ќе останете без содржина, нели потенцијално тие се проблемот. Значи треба на нив да размислувате за кој ќе ве фати паника во суштина, пошто онлайн комуникацијата по правило е кризна комуникација. Кој ќе фати паника да имате веќе решение или барем да имате до пола некаде смислено решение за да всушност не се обрукате пред јавноста. Има многу примери за обрукање на тема, ама ја намерно не ставив ни еден во оваа презентација. И нормално потенцијален ризик и промена на реакција. Значи имаше еден куп примери по Твитер особено, брендови се закачуваат на некој актуелен настан, на некој актуелен хаштаг и се обидуваат нели да добијат да освојат некакви симпатии или поени кај фановите. Многу често се случува тоа да се врати во комплетно спротивната насока и да бидат онака отсплескани од земја комплетно. Сега тука мање више нема вадење назад ако нели ви тргне наопаку, освен ако немате нека бекап стратегија која што многу ретко до сега се покажала во реално време дека може да ви извлече. Обично компаниите не се толку многу подвижни во смисло на тоа дека можат брзо да реагираат за да се исправи некоја ситуација. Реагираат после ден, два или слично, но тоа веќе е проблем. Така да, во секој случај би требало да бидете свесни дека ако нешто вакво правите, и тоа е сосема возможно. Значи, окей, прифатливо треба да биде на крајот на криштата. Како што кажува дефиницијата, во реално време може да се прават различно, може да се врзете за различни настани, различни типови на настани. Јас нема да одам, ова е шема направена од Altimatter Group, едни од најдобрите консултанти на тема диджитал во светот, во Америка веројатно во светот. Значи имате тип на настани кои каде се лоцирани, сега може да видите, нели ваш настан, брендиран настан, веќе најавен настан кој што сте го очекувале, локацијски одреден и така натаму. Сега да не ви ги читам сите, но едни од најтешките се нели breaking news и customer interaction, затоа што апсолутно немате никаква најава. Тука веќе бара, значи, некакво ниво на подготовка во секој момент. Значи, уиграноста, довербата помеѓу маркетинг тимот и брендот во позадина треба да биде и комуникацијата помеѓу нив треба да биде на толку високо ниво да всушност вие онака во рутина можете да решавате случаи или да искористувате позитивни ситуации како вие како бренд или како организација би ќариле условно некој поен.
Сега доаѓаме до визуелниот дел, значи каков тип на содржина би можеле да пласираме на интернет во реално време. Веројатно најтешкиот тип на содржина секако е видео, пред се поради продукцијскиот дел и така натаму, но не е невозможно. Значи компании го правеле и го прават, бара добра подготовка и на крајот на криштата денеска со целата оваа дигитална опрема и некакви мини импровизирани студија, тоа и не е толку голем трошок. Иако се уште за Македонија е трошок, има еден супер актуелен пример на оваа тема, кој што не е можеби реал time, али е близко до реално време. Нормално фотографии и гифови, сега тука анимираните гифови владеат. Значи, имам некој слайд кој што само упатува кон една дискусија целосна дека анимираните гифови станаа свој жанр на новинарство. Значи веќе и сериозни институции од новинарскиот свет ги вклучуваат во своите едукативни школи, процеси и така натаму, како да раскажеш приказна преку гифови и така натаму. И тука доаѓа текстот го ставив најнакрај, пошто е најнормален, најочекуван и мислам дека нема потреба воопшто да говориме за него. И трети ги ставив инфографици, интерактивни мапи и тука доаѓаат сите оние сервиси кои што од некаде собираат во живо некоја дата на податоци, па во живо некакви прикази имаат, па ви возможуваат некакво селектирање, филтрирање и така натаму. Условно речено најкомплексниот начин на работа, но онака баш е предизвикувачки затоа што фасцинира кога во живо нешто се случува. Имате мапи, ќе ви покажам подоста некакви да речеме твитови во светов по различни теми, како се случуваат и така натаму. Технички нормално захтевни, но Hello Kevin. How are you? Ништо. Feeling better. Не, брати се. I personally have never had a fever because my body is 98% muscle and muscles can't get sick. The 1% of my body that isn't muscle is my ears. They're made of cartilage. But I did some research, and it doesn't look like you can get a fever in your ears, which I think we both can agree is a glorious thing. That being said, although I'm clearly winning in the physical department, you seem to have the edge intellectually because you're a genius at the internet. Му се обраќа на Кевин Роуз. If your smart brain could team up with my strong muscle body and wildly се обраќа на handsome Кевин face Роуз, еден од иконите во IT индустријата, во No one стартап can. индустријата Because if anyone во tried Америка to и imagine глобално. that, their brain would explode, and that's just not healthy. Thanks again, Kevin. Or in your genius smart computer language, 10011010010001101. Зошто е ова видео тука? Значи, ова беше првата кампања која што бренд ја направи во скоро реално време да комуницира директно со потрошувачи, односно со луѓе преку Twitter и Facebook и YouTube, директно со видео. Значи, тие имаа сет цел поставено во некој си студио, не знам ти си каде, цела екипа собрана, маркетинг, бренд, луѓе, све комплет. И ловеа твитови на познати личности и на други луѓе кои што ја следеа кампањата и во живо снимаа видеа и им одговара, значи, со видео. Ти пишуваш твит, му се обраќаш на Old Spice, овој згоден црнец ти одговара назад преку видео, до една минута. Во тој ден ти направи околу 170, ако не се лажам, видеоклипови по една минута од прилика. И тоа, значи, цел божи ден снимале. Луѓе седнали и пишувале текстови кои што се онака, баш врв текстови. Ништо тоа не можело да биде подготвено претходно. Значи, може некакви мали делчиња, некаква тема, некакви онака досетки да ги имаат подредните теми, меѓутоа немате гаранција дека тоа ќе може да го употребите. Така да бара многу подготовка за да можете да направите ваква екзекуција. Вториот клип Hello, Kevin. How are you? е всушност Feeling better, I пошто hope. сега I personally have never had a fever because my body is 98% muscle and muscles. Ashton Kutcher tweeted, "If you don't feel better after this." Аштин Ештон Качер им се придружува на муабетот помеѓу Кевин Роуз и Old Spice и им се вклучува со твит и сега е одговор и на тоа. Значи целосна реална конверзација они прават. А имате на дека он рекламира во суштина бренд. Значи ова беше хит кампања. Кампања која што помина неверојатно добро на интернет, стар кампања реално. Но кампања која што него отвори муабетот за real-time маркетинг. Никој во ова време не разговараше толку отворено и толку како дека е битна работа real-time маркетинг. Значи беше супер, беше видео, беше лудница,
ама си го направија сами, си продолжија со други кампањи, све е супер. Вау, поставија нов лимит. Некои истражувања подоцна кажаа дека немала кампањата баш претерано многу ефект на продажба. Колку е тоа точно и може да се верува, не знам. Но во секој случај постави нови стандарди во онлайн комуникација. И сега, следниот пример е исто така еден легендарен пример. Ја не верувам дека некој не го сретнал ова. Тоа е легендарниот You Can Still Dunk in the Dark на Орео, кој што всушност се случи, ова е твит и Facebook статус, со оваа слика. Кој ги знае Орео колачињата? Натка не дига рака. Добро. Значи, приказката на Орео колачињата е дека ти ги јадеш со млеко. И дека всушност брцкањето на колачето во млеко е данк, закуцавање. Што? Значи, the true believers of Oreo. Значи, и сега нивната комуникација цело време со данк, дека всушност го брцкаш колачето во млекото. Оние пуштаат оваа порака во моментот кога на Супер Бол, на финалето на најбитниот спортски настан во историјата на Америка, снемува струја. Значи на цел стадион снемува струја и е темница. Преносот е црн, значи нема струја. И во тој момент они искачаат со пораката. Нема струја, нема проблем. You can still dunk in the dark. И ова станува, значи, неверојатен хит. Ова станува онака глобален тренд и од овој момент натака светот почнува да зборува за real-time маркетинг како нешто многу сериозно, како нешто што во суштина е многу важно понатаму за комуникација. Од после овој пример, всушност, почнуваат еден куп компании да организираат своји одделенија за real-time, за не знам што, па да се подготвуваат за Оскари, за Кан, за други типови на настани и да се обидуваат да се закачат на тој воз да следат. Дека Орео се шампиони у ова, ќе покажи и следното видео, кој што е баш студија на случај, една минутка, за нивната, мисля, чини кампања пред оваа слика, да се појави на нет. Oreos are gay. Monday night, Oreo posted this on their Facebook page. New rule, wingnuts have to stop saying they're going to boycott Oreos because they made a gay cookie. Oreo had a big birthday this year. The challenge? To make this old cookie young. The idea? Make Oreo relevant every day. To do this, we launched a social program called The Daily Twist. 100 pieces of content created in 100 days in honor of the 100th birthday. Here's how it worked. The team worked in real time, scouring the internet every morning for headlines, features, iconic birthdays, dogs going into retirement, whatever was trending, and looked at them through the eyes of this playful cookie. Every day was a production day. Once concepts were developed, there was a full production team waiting in the wings. By 6 p.m., the day's twist would be pushed out to Oreo's 27 million Facebook fans, Twitter and Pinterest, and to the Oreo Hub. Every fan seemed to have a different favorite, and obviously, there are a few standouts. What did we do for our 100th twist? We let our fans decide. From a fishbowl in Times Square, we crowdsourced topics and let the people vote on which twist should become the final one. Изложа видеото е 2 минути. And that's a whole lot of love. Значи,
Орео успеа да го направат тоа брилијантно и да го повторуваат од тогаш навака ненормално многу пати. И ова стана тренд, значи во меѓувреме еден од најдобрите автори кој што пишува за интернет маркетинг стигна да објави и книга за real time маркетинг со еден куп студии на случај. Луѓето, брендовите се пофалија дека направиле mission control центри кои што сега се спремни да го прават тоа. Се организираа специјални екипи кои што следеа разноразни настани кои што произведуваа содржина од тоа. Нормално многу минодни фиси изгореа во меѓувреме, значи за време на тие настани. И затоа што нели сакаме и ние да пробуваме некои нови интересни работи, си задававме предизвик да успееме да убедиме некои од нашите клиенти да ги пробаме овие работи, да видиме како ќе функционираат. Ова е еден од тие примери, значи намерно не сте в други инфографици во реално време, иако ова е инспирирано од цртањето на инфографици на Yes 3, едно дизајн студио од Њујорк, кој што мене ми беше воодушевување кога ги видов на Левеб како ги цртаат во живо сите спикери, односно сите презентации. Имаше тим од 4-5 луѓе, пошто е многу голем тој настан, и во реално време како што луѓето зборуваат на сцена, тие го илустрираат тоа што се зборува. Сакавме да го направиме и ние тоа за време на нашиот All Web. Тоа е настан кој што веќе 2 години поред го организираме, интернет маркетинг и онлайн PR настан, конференција. За таа цел го ангажиравме Индок, значи дизајнерот кој што знаевме дека може да го испорача тоа што ние го имавме во глава, знаевме дека ќе му биде предизвик вистински. Нормално одма прифати, баравме спонзор некое време да се нафати да биде брендиран, значи тој инфографик. Не ни беше исклучително лесно да го направиме тоа, но на крај успеавме да го најдеме тој спонзор, иако бевме решени да го направиме дури и без спонзор се во ова. Додека траеше конференцијата, Индок го црташе целиот овој инфографик од Савајле од 9 до 5 до завршување. Во 5:30 ние веќе го имавме објавено кај нас на Facebook, на веб страницата и така натаму. И стана всушност една од најкористените, ако не и најкористените илустрации за самиот настан понатаму. Значи, што се случуваше во позадина? Ако се загледате овде малце внатре, сега помала е оваа слика, но не е ни важно. Ќе видите дека ги има сите спикери по име, ги има темите за кои што тие зборуваа, ги има клучните бројки и така натаму. Нема да ве лажам, ќе ви кажам дека ова имаше подготовка најмалку една недела, значи со некакви скици, со некаква графичка, со некаков план за графички елементи кои што ќе бидат внатре. Значи ние како организатори на конференцијата горе долу имавме представа кој што ќе зборува во својата презентација. Не за сите, но за добар дел од нив знаевме за што ќе зборуваат. Затоа што ни јас вчера не им ја давав презентацијата на луѓето и јас не ги барав презентациите луѓето претходно, пошто знам како е, но генерално имавме идеја за што ќе зборуваат. И се подготвувавме. Ние го брифиравме за секој следен спикер, како што да знававме, Индок и му викавме, слушај, Кока-Кола ќе зборуваат за настан, за кампања што ја правеле во Србија, каде што граделе овакво терени за вежбање на отворено. Теретани, да. Значи теретани за вежбање на отворено. Па после викаме ЦДВ-та ќе зборува за оваа и оваа кампања, евете линк на интернет видео. И сега тој во позадина цело време си скицирал некакви мали елементчиња и си ги размислил, но не уопште не беше тоа склопено како една целина. Од кога тргна настанот, си седна во едно ќоше на самата конференција и си почна си работи да си црта. Нормално сите овие логоа што ги гледате негде тука, претходно ги собравме и ги обезбедивме, ова беше крајниот резултат. Со крајно позитивен ефект. Значи, апсолутно доминираше целата слика и по медиуми постоа, и на интернет споделувања и така натаму. Благодарност до Индок за оваа приказка, пошто не слуша сигурно, ама знае дека ни е битна. Вториот инфографик кој што го мислам дека временски ова е прв пред претходниот, кој што го правевме, беше еден друг тип на предизвик. Значи Македонија учествуваше на Европското првенство во кошарка во Словенија. Ние работиме за One е спонзор на македонската кошарка и сакавме покрај тие некои Facebook апликации што ги имавме направени или други работи за време на утакмиците да правиме нешто ново, нешто поразлично. И сега решивме добро, окей, имаме статистика после секој меч, ќе искористиме нејзе, но како да направиме нешто повеќе, зашто статистиката од секој меч, секој може да си ја пристапи од било каде на различни сајтови и сервиси. Ние направивме систем во позадина, кој што ги следеше сите твитови, кои што беа поврзани со кошарката и
од нив вадевме дополнителна статистика. Значи, овде беа статистиките од самиот меч, кои што ги преземавме од FIBA или таму официјалната страница која и да беше. Овој дел долу е делот кој што беше резултат на нашата анализа во реално време на твитовите кои што излегува. Значи, направивме цела некаква платформа во позадина која што ги собира твитовите и која што ги анализира. И дадовме нови податоци кои што никој претходно друг ги немаше. Од типот на број на твитови по четвртини, број на вкупно твитови, број на ретвитови, број на луѓе вклучени за време на таа утакмица и така натаму. Биравме по еден твит на надпреварот и на него му доделувавме некоја символична награда, типа дрес или не знам што. При тоа луѓето воопшто не беа запознаени дека ние го правиме тоа, барем не на почеток. Значи, од после од кој ќе им кажавме, слушај, имаш ти награда, онака беа изненадени, супер, одлично, и тогаш стануваа свесни дека ние всушност го правиме тоа, барем првиот и вториот надпревар. За жал, Македонија не победуваше многу, па и не поминувавме премногу славно со овие инфографици, пошто се гледаше дека многу лошо играла Македонија. Овој инфографикот кај што ние имавме единствената победа, и тоа ви го прикажувам, направивме 5 инфографика за сите мечови кои што ги играше Македонија и направивме инфографици за полуфиналните и за финалниот надпревар, каде што немаше твитови, имаше само обична статистика од кошарката. Моментот беше што ние моравме да направиме темплейт на дизајн кој што ќе може да се повторува, ќе биде доволно различен и кој што ќе ни даде доволно флексибилност во реално време ние да менуваме тип на содржини. Затоа што не знаевме дали ќе имаме играч на надпреварот, па дебитант, например дебитант на надпреварот ни текна вечерта, пошто на Твитер сите зборуваа за Брчков, даде поен ли, не знам што беше. И беше хит вечерта на утакмицата и рековме супер, ај ќе го ставиме него. Тоа тотално беше надвор од било која шема. Значи моравме да смислиме дизајн кој што ќе биде доволно адаптибилен на самите случувања. Например, на следниот, овде ако може да видите, имаме твитерџија на надпреварот. Никаде го немавме ние тоа планирано. Значи на овој надпревар, овој твитерџија по некои перформанси таму се истакнал. Многу повеќе бил, не знам, духовит или имал многу повеќе твитови и така натаму, или бил многу ретвитан, не знам точно, сега 7 ретвитови не е ни битно, али погледнете, значи твит на денот на надпреварот е еден, а овде горе имаме место играч твитерџија на надпреварот. Се сеќавам на финалите дека имавме овде горе 2 пати Тони Паркер го имавме, пошто немавме што да извадиме друго, односно го имавме као играч на надпреварот и го имавме као уште нешто, не знам што, играч на првенство и така натаму со други статистики. Така да овде доле беше прилично фиксно, горе средина, горе и долу моравме да менуваме. И тоа беше вистински предизвик кога го правевме дизајнот да ние ги предвидиме сите можни ситуации, да во реално време утакмици се завршуваат 9, 10, 11, 12, последната зависи од кога почнуваше, да ние можеме да ги земеме бројките, да направиме анализа и да го објавиме одма инфографикот, само да ги смениме. Како што може да приметите, имаат различни бои во зависност од боите на репрезентацијата. И во суштина помина супер, за жал не победувавме премногу, па луѓе не сакаа нешто баш премногу да ги споделуваат ствариве за тоа. Фото класично, споделување во реално време, ова секаде го имате, дури мислам дека Engage го работеа некои од претходните години на нивните настани, значи се следи кој што зборува во живо, имате фотографија или не мора да имате фотографија и вадите цитат, обично го ставате на Facebook, затоа што на Twitter лесно се ловат цитати, се ставаат на Twitter и се ретвита и се зборува. Меѓутоа, кога станува збор за Facebook, статуси чисто текстуални не се баш премногу видливи. Па луѓе почнуваат за време на конференцијата, еден човек си има задача, има темплейт некаков во Photoshop дигнато, све е средено фонтови едно друго, ги знае имињата на предавачите, следи, фаќа една клучна реченица, како што и денеска се твитаа реченици и се ретвитаа реченици од презентерите, и тоа се пушта во живо и си оди. Значи ова е некој начин во кој што во реално време може и на Facebook да се следи тоа што се случува. Анимиран гиф ви спомнав, отворете BuzzFeed и погледнете само што се случува таму, нема потреба ништо да раскажувам, значи луѓето, не знам, седнуваат и гледаат видео стримови, сечат парчиња и вадат гифови од него, тоа прилично лесно се прави денеска со некакви онлайн алатки, но она што сакам да посочам е дека всушност анимираниот гиф влезе официјално како форма на известување на новинарство. Така да денеска многу полесно и ние сами бараме некоја сторија која што ќе ни раскаже Оскари во гифови. И само онака скроламе надоле на брзина и знаеме да речеме прилично се што се случува на Оскарите, многу побрзо да примаме информацијата.
Новинарска содржина затоа што мора да се искомуницира пораката многу битно и да се пренесе и тука треба знаења, освен што треба да се направи нели тој гиф анимиран да се избере моментот и така натаму, треба да знае да се најдат други гифови, треба да знаат да се направат и така натаму и да се смисли самиот текст. И еден последен момент, нешто што да речеме допрва доаѓа, иако сега јас сум малку скептик околу ова, пошто идеме веќе сме во ера на мобилни уреди, па овие ствари малце потешко функционираат на мобилни уреди, тоа се некакви интерактивни графи. Интерактивни графикони, графици и слично, кои што всушност имате некаков елемент, некакви податоци, внатре може да се играте со нив, да си добивате различни резултати врз основа на вашите потреби. Интерактивни мапи, ова е тоа што го спомнав на почеток. Значи база некоја во реално време што се повикува и се исцртуваат чуда. Има мал милион алатки кои што ефтино или помалку ефтино или поскапо да не речам, ќе ви речат дека може ова да го правите еве сами, само вие ставите база во позадина. Не е едноставно, прилично сложено е, но е импресивно кога ќе биде направено потоа. Така да не знам, може да се направи некаква анимација, односно графикон во реално време за број на твитови, за најбољи твитови, најретвитени твитови, тоа да изгледа седото спектакуларно, а во суштина да биде цело време достапно. И ова еден пример кој што е многу актуелен за нас барем сега и кој што нема врска со визуализација во реално време, туку има врска со маркетинг во реално време, затоа што деновиве онака ми се чини дека на глава застануваме на моменти, затоа што некој можеби е запознаен со Џабес предизвикот што го работиме. 21 ден, 100 учесници, 10 задачи. Секој од нив добива задача, треба да ја исполни, добива поени. Тој што ќе собере на крај најмногу поени се добива телефон на подарок. Кој е пристапот тука што сакам да го кажам? Ние, значи, клиентот нас ни го одобри проектот, односно ни одобри кампањата, ни одобри, како да речам, акцијата, без при тоа да биде сигурен што ќе бидат тие задачи. Значи, ние дававме два примери во презентацијата и му рековме, вака отприлика ќе изгледаат задачите. Прифати, затоа што имаше сенс, имаше слух за тоа што допрва следува. Ниедно од тие две или три, колку и да беа, ниеден од тие два или три примери што ги имав во презентација, ние не сме ги ставиле како задачи. Него секој ден, секоја нова задача што доаѓа инспирирана во реално време, односно од реакцијата на луѓето, од одеснувањето на луѓето, од влијанието што таа кампања го врши на интернет. Не знам, денес како сме доминирале на Твитер, сме го пореметиле цел Твитер таймлайн, затоа што им рековме да си ги сменат на играчеве, да натераат што е можно повеќе други луѓе, да ги стават нивните аватари. Па рековме, ај сега малку да смириме топка, да не ги нервираме, да не се доведеме до ситуација да ги нервираме луѓево, да ставиме некоја друга задача. Па не знам, следното беше, ај вие да зададете задача, па ние ќе избереме една од вашите задачи да биде реалната задача следна. И ние апсолутно, значи, се движиме од задача за задача. И немаме поима што ќе биде следно, се додека не дое моментот кога ќе треба да објавиме. Немаме поима ни кога ќе биде следната задача, затоа што го мериме интензитетот на активноста на луѓето. Следиме, ако веќе престануваат учесниците да пуштаат дека ја завршиле актуелната задача, тогаш ја пуштаме следната. Или ако е премногу захтевна, премногу онака доминира, ја пуштаме побрзо. Некогаш оставаме ако е по тешка задача, треба видео да се сними или нешто, повеќе денови да се оствари. Ова го спомнувам само од тој на аспект дека се случува во реално време, дека еве успеваме и ние на нашиот пазар да убедиме клиенти да работат маркетинг во реално време, каде што нели визуализацијата сепак има големо учество. Утре имаме продолжување на практичен дел од работилницата, така да тие што ќе одлучите да дојдете се гледаме утре, а на останатите ви благодарам за вниманието. Прашање има нешто? Не ми платиле за колачињата, ја морам да ги купувам на пациенти вакви меса.